Петре, почитувана председателка на Комисијата за спречување на корупција и судирот на интереси, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Денеска на дневен ред ја имаме Националната стратегија за спречување на корупција и судирот на интереси со акционен план за нејзино спроведување. Тоа е стратешки документ чија цел е благородна, а тоа е подигнување на квалитетот за борба против корупцијата, детекција на ризични области во општеството, како и враќање на довербата на граѓаните во институциите. Ова е прва стратегија и се носи во време-невреме, кога државата ни е оценета како високо корумпирана, со високо корумпирана власт во многу меѓународни извештаи. Корупцијата во Македонија е толку расширена што ги запаќа сите сектори во општеството и доведува до состојба кога луѓето почнуваат да веруваат дека битката против корупцијата е невозможна и не може да се добие. Ова во теоријата се нарекува системска корупција, која се одликува со неказнивост на криминалот и корумпирано правосудство кое е подредено на моќта на извршната власт. Веднаш на почетокот ќе кажам дека ќе ја поддржиме стратегијата за спречување на корупцијата 2021-2025 година, иако имаме забелешки на нејзината содржина, но она што е поважно е суштината, а тоа е борбата против корупцијата. Борбата против корупцијата во нашата држава оди многу бавно и селективно и во принцип секогаш затајува кога се работи за корупција и криминал во кои се вмешани највисоките ешелони на власта. Па оттаму, наместо нашата полиција, акции за борба против организиран криминал и шверц на дрога спроведуваат странски служби како ДЕА, Интерпол и така натаму. Очигледно власта е толку заглавена во криминал што е нотирано и во извештаите на Европската Унија, Транспаренси, па дури и во изјавите на амбасадорката на САД, која вели дека корупцијата во системот е голема и ги оддалечува двете држави помеѓу себе. Утрово се разбудивме со информација дека Рашковски поднел оставка. Неговата оставка не е доволна. Не смее да се дозволи Рашковски да исчезне како што исчезна Ден Дончев заедно со торбите со пари. Рашковски мора да одговара за злоупотреба и несовесно работење, мора да одговара за донесување, за тоа што купи софтвер за потребите на МВР во вредност од 81.000 евра како генерален секретар на влада. Мора да одговара за донесување на детален урбанистички план и приватизација на ексклузивно државно земјиште во Тетово, на кое треба да никнат повеќе од 28 катници и трговски центри. Па и за аферата Леонардо, за која што дури и вие, председателке, посочивте дека постои оштетување на буџетот. Кај вас, почитувана председателка, кај дел од членовите на антикорупцијската комисија се гледа силен мотив за резултати во битката против корупцијата. Но народот нема да ја смени перцепцијата дека живее во корумпирана држава, се додека крупни случаи во кои се инволвирани високи функционери на власта се без разрешница или пак завршуваат со мандатни казни од 150 евра. Да ве потсетам, пред 5 години визија слична како што и визијата на стратегијата имаше и Зоран Заев и шарената револуција. Едно општество и нема правда, нема мир, останаа само празни флоскули. Таа платена измама, наречена револуција, траеше се додека водачите не се сместија на високи државни позиции. Шарената револуција го создаде овој режим, предводен од најкорумпираната политичка елита до сега. Да не заборавиме дека слична визија имаше и специјалното јавно обвинителство, кое се претвори потоа во синоним за организиран криминал и корупција. Јас искрено се надевам дека овој пат, дека оваа ваша и наша заедничка визија конечно ќе се оствари и нема да заврши како оние кои што веќе ги споменав. Целите на стратегијата за спречување на корупција се универзални, но и недостижни, се додека на власт е аболициран криминалец Зоран Заев, кој беше снимен како бара 1 евро за вицето, 1 евро за црквата. Нема правда, нема мир, се додека криминалци ни ја водат државата. Во стратегијата се детектирани приоритетни проблеми кои генерираат висок ризик од корупција и се предлагаат мерки за нивно надминување. Дали се доволни мерките? Сметам дека не. Пред се е потребна нова влада, чиј приоритет ќе биде вистинска системска борба заедно со антикорупцијската комисија, која што ќе биде силна, самостојна и независна. Од областите кои се детектирани како висок ризик ќе се задржам на правосудство и на органите за спроведување на законот. Во стратегијата во делот на правосудство стои дека е потребно јакнење на системот за дисциплинска одговорност на судиите и обвинителите.
Факт е дека во Република Македонија имаме заробено судство и во вашиот извештај за 2020 година стои дека најголем број на пријави за незаконитости има токму во оваа област. Злоупотребата на моќта на владата во насока на партиско поставување и елиминирање на судии, во зависност од тоа дали се политичко подобни или неподобни, кулминира во последниве месеци. Ова во теоријата се вика покровителство и клиентелизам или делегирање на моќ во замена за лојалност. Пример, општо е познато дека во судскиот совет од страна на претседателот на државата беше делегирана активистка на СДСМ, која не била никогаш претходно судија, исто како и втората стручна, која беше предложена со поддршка на пратениците на СДСМ за член на судскиот совет. Лудоста оди до таму што овие партиски послушници без минута стаж како судии можеби и ќе го водат судскиот совет и ќе одлучуваат за судбините на стотици судии, а она што е уште поважно и за судбините на илјадници граѓани. Се работи за лица кои што немаат интегритет и не можат да бидат лојални на законот, односно секогаш ќе бидат лојални на оние кои што ги делегирале. Затоа сметам дека во стратегијата не се посветува доволно внимание на детектирање на коруптивни елементи и судирни интереси при делегирање и избор на судии и обвинители во правосудните органи и на раководни позиции. Во стратегијата е нотирано дека постои недоволно ефикасен систем за јакнење на интегритетот на човечкиот фактор во судството и во јавното обвинителство, но нема доволно мерки и инструменти за детектирање на политичката корупција и судирот на интереси на владини функционери при именувањето и избор на судии и обвинители блиски до власт. Уште еден ваков класичен пример за корупција и судир на интереси е изборот на Кацарска за уставен судија. Изборот беше награда затоа што Кацарска успеа да го исчисти премиерот Заев од кривична одговорност и затоа што во политички монтиран процес изрече 211 години казна затвор за дело терористичко загрозување на уставен поредок на луѓе кои не се виновни и кои до ден денес лежат во затвор. Но исто така ревносно оваа судивка по партиска наредба одредуваше мерки притвор, рушеше рекорди со држење на бремена жена во судница, носеше пресуди без ниту еден доказ. Во самата стратегија понатаму пишувате дека судството се гуши во неефикасност, дека има кривични постапки за судии и обвинители, дека довербата на јавноста во правосудството е исклучително ниска. Се сложувам со вас, потребни се радикални мерки, но пред се враќање на судовите во рацете на судиите и судските органи, како што е насекаде во светот. Во делот на стратегијата Органи за спроведување на законот, според мене се опфатиле можеби и најкоруптивните елементи во општеството. Оваа влада на СДСМ и ДУИ освен декларативно нема намера да се бори против корупцијата. Со измислената функција вице-премиер за борба против корупција во ликот на Љупчо Николовски, кој е воедно и генерален секретар на СДСМ, оваа позиција сама по себе е противречна, затоа има судир на интереси и акумулира премногу моќ во еден човек кој што може да биде извор на висока корупција. Во стратегијата, меѓу другото, се вели дека органите, меѓу кои МВР по природа на своите надлежности, честопати се изложени на притисоци и коруптивни влијанија. МВР под актуелното раководство на министерот Спасовски е дувло на криминал и корупција. Тоа е министерство кој е логистика на криминалот во државата. Криминалот на МВР кулминира со скандалот Пасоши за мафијата, со украден идентитет на македонски граѓани кои се издавани на светски криминалци, мафијаши, борци на ИСИС, наркодилери преку системот за издавање на пасош. И секако акцијата на американската полиција ДЕА и апсењето на началникот на полицијата на СВР Прилеп и шоферот на братушедот на премиерот Заев со 200 килограми дрога во износ од 800.000 евра се класични примери за највисок облик на организиран криминал и системска корупција во државава. Тука мора да се согласите со мене дека меѓу другото се работи за политичка корупција, за стекнување на моќ и нелегално прекумерно богатење на врхушката на власт. Од медиумите можевме да видиме дека лицата кои се притворени или во бегство и за аферата Пасоши и акцијата антидрога на американската полиција биле многу блиски со министерот за внатрешни работи, со премиерот, со пратеници, со градоначалници. На крајот, факт е дека овој корумпиран систем, предводен од Зоран Заев, мора да падне. Мора да се ресетира системот ако сакаме да ја вратиме довербата на граѓаните во институциите. Почитувана претседателке, очекувам да ја добиете сета институционална поддршка за спроведување на оваа стратегија за спречување на корупцијата и искрено се надевам дека набрзо, со промената на оваа криминална власт,
ќе добиете искрен поддржувач во борбата против корупцијата. Ви благодарам. Фалем дарите да